Здраво, здраво, јас сум во Скопје. Да, и многу брзо ќе ви биде разјаснето зошто сум јас Скопје и зошто идам Скопје толку време и толку често. Сам прво ќе најдам пинот од зградата, оти не знам кој е. Што е ова? Каков хаос. Стигнав во станот цело време кај што идам во Скопје. Покрај многу темно, во станот е многу хаотично. Јас некогаш многу не снимам, ама на Инстаграм може да видите се, така да ivy.production и таму имат обавестување за се. Сега време да ви кажам што е со овој стан. Значи овој стан е стан што го купивме пред некој месец. Во претходното видео кај што реков решение и што се реше, е овато што се реше. Значи тоа решението беше ми се чини за платен данок. Го зедовме што го зедовме станот, а сега треба да се реновира и затоа идам Скопје за да го средваме, како што гледате се е растргано и дел по дел работи се прават. Досега е направено. Што е направено? Ништо не е направено. Сваќам колку комплицирано треба еден стан да направиш. Ако сака некој клетва да ти фрли, не треба те колни или нешто такво. Само треба да ти речи да дај Господ да си имаш работа со мајстор. Значи да си имаш работа со мајстор е најкомплицираното нешто што никој го не ќе во животот. И сега сваќам зошто. А дали некој досега има видено ваков молив? Оти јас прв пат гледам. Ова е најчудното моливче. Најмајсторското моливче што можеш да го најдеш. И ги оживljam моментално овде цело време седам и се што се дешава од ова место, како и во овој момент. За 15 минути треба да излезам, а треба и да јадам. А не треба да каснам. Тоа што секогаш каснам е друга приказна. А пред малце станав, сад оде сега 12:15, кај 12 негде станав. И сега мора сега да се заврши, а мора и да се јади. Затоа што ако не се не знам што филозофира, нема па треба што го зборам. Кај си бе ти бе маче? Дојде госпожата, на помош дојде. Дојде да е галам, не за нешто друго. Уф бе, тоа бе маче, убаве, видете го, ќе го изедам вака, ќе го каснам. Тоа е тоа, сега да јадам и да изедам после, најверојатно ќе ве земам со мене. Бе, кој си ти бе? Многу го сакам. Ние како совесни членови на заедницата од нашето куќаре кај што се бериме, си ја носиме грелката на поправка, затоа што грелката се расипа. На грелката може едно, колку 3 зими со ред душата му ја изваена, онака работи 24/7. И му дојде денот, сега не знам како ќе изреагират кога ќе ја видат, оти е многу испрскана со Кока-кола. На неа има тетоважи од чунга-лунга, има озонска дупка. Грелката дури и батерија има, значи е тотално спремна. Значи вчера, откако се вратив со грелката, по некое време испадна, ајде да ме повози една другарка што се дружиме од ко знам за себе со колата и си викам ај нема да ја земам камерата, реално што може да се случи за да снимам. И ја речам така, значи не дај Боже така да речам, тогаш се случува се. Нешто се губи брат ми во позадина. И вчера тоа го реков, се возиме и се чукнавме во кола. И многу специфична ситуација беше со браѓајката, затоа што едниот пат беше пуштен во употреба, а уште стоја знаците дека не е пуштен во употреба. Значи многу чудна ситуација, затоа што ако беа тргнати знаците, ќе беше една приказна, ама знаците не беа тргнати и сега не се криви ни луѓето што врвеа, не сме ни ние криви затоа што од наша страна знако се седеше. И пиши дека не може да одиш во таа насока кај што луѓето заминае. Беше многу мала сообраќајка, значи ќе има тука неколку слики ќе ви се појават како отприлика изгледаше, затоа што нели не снимив, оти нема ништо страшно да се случи, ама е да се случи. Се вратив дома во малце непогодно време. Сатот е 4:43. Бевме собрани страшно големо друштво денес и се забавувавме. Ај сега долго ми се спие. А што е најако, маца ме чекаше мене пред зграда, односно во влезот. Ме чека да си дојдам јас и да си дојдеме заедно долу. И не знам како му се си до 4:30 вајля ме чека. Дојди, ела. Хи, кај си бе ти? Нов ден. Тој момент, пример, кај што гледаш дека 11 сато и си викаш ај уште малце и следно кој ќе ги отвориш очите е 1 сат. Епа, кај мене е 1 сат сега? Пред се треба да уплатам пари за да полагам трет пат градска. Зато и го мразам тоа, затоа што си губам времето 1 сат од денот да земам уплатница. И плюс тоа што треба да ја однесам е уџум.
Значи, надвор од градот што се вели. Затоа е тука точачето и ќе одиме со него. Затоа што уште немам полажено градска. Тие луѓе, абе, во пеколо кој ќе одат, на врата таму, кои ќе ги видат и од пеколо ќе ги избркат. Тие не се луѓе, тие се скотои. Треба и за вегите додам, треба и до катастар додам. Треба и до негде додам, ама че се многу работи заборев ке требаше додам. И сами зони телефоно. Дали го качвам ова и со снимање, и со возење, и со една рака. Тоа е тоа. Го ставаме во добри во зло. Цела банка не работи, оти не работи у банкомато. На пошта е, па ништо ќе дом да го оставам точакот таму, и таму точакот ќе го оставам, а нема да го најдам. Сега треба да дом в пошта, тоа може да е или прекрасно или пеколно место, нема друго. Се преживее и ова битка да продолжува. Ова е тоа проклето место. Сега ќе ви покажам, Ајби го нема да видено долго време. Ела, Ајби. Ела. Ме добре, конечно. Каде е Маца? Каде е Маца? Маца спие. Маца спие. Кај си бе ти бе? Шубоглавче има. Моја должност е да ве потсетам да не заборавате да си купите Не ви соли памет блуза на ib.mk Инстаграм профилот. Од профилот имате линки во дескрипција, а може на Инстаграм да острчнете и ваму и таму ќе го најдете. Надвор е веќе дење. Ако се прашувате дали сега станувам или сега легнувам, сега сидам дома. Реално денес малце поиѓе се задржавме, седуме са бајле. Тој испаѓа ни дека во 7 се враќаме, ма ние кај што седиме, спиеме. После кога ќе заспиеш, реално ти е мака, станеш да си одиш. И на крајот со некои сили се тераме да станеме и да си одиме. Место кај што седиме, тоа кај што снимавме видео 24 сати дека живееме таму, куќарето што го викаме. Отродам Скопје, тотално спремен, одам во поход. Сега треба една врска да завршам зададено од татко ми и после се берам со друштвото. 7 до 3, одам во воз и одам Скопје. Се мислам дали сам малца се прошнам кога ќе завршам работа, затоа што мозокот мој чади, а и не е преладен. А јас сум премногу наоблечен. Значи со алиштата што ги носам можам уште еден човек да облечем. Многу чудно место кога што треба да. И нема снимам, ти не е баш место за снимање. Завршена работата, рендомли проверувавме дали една пара е фалшива. Ете што се случуваше внатре, ама јас мислам дека не. Јас се шиткам и сега треба да се најдам со другарчињата. Значи, преје не студеше, ама сега студи многу. Hello, hello. Јас се вика да земам јадење она крцкаво пилешко. Крцкаво пилешко си велам да јадам. Јас земам пченка за 20 денари, ама ќе земам пак. За колку денари ќе земаш следно? Пак за 20 Брат, добро, нема врска, камерата малце се губи. Стигнавме во куќата, игралката што ја поправавме пред некој ден, пушта чудни звуци. Ајде да ги спробам. Вергла. Ајде. Проба да запали моментално. А работи греј се, ама овој звук го прави. Во одредено време се исклучува звукот. А, дур да стопли малце, да загре. Ова е многу уво тортилја со крцкаво пилешко. Ширата гралка да како ме гореше. Ова? Да. Нова грелка, брат, или ти студи, или ти е прешешко. Брат, јас мислам Мака да прецело време. ќе пукни онака еден момент. Работата е кога ја дадоја од поправка, работеа два грејачи. Грелката падна, проработе цела. И сега се случува овој звук. Падна гралката? Еднаш падна, брат, и работеше ко нова. Толку сигурно нема. Имаш опред. Дали ќе запали, дали ќе запали? Брат, ако почни да... О, брат, какво интро? После кратко до спиење, треба да одиме Скопје. Под треба да одиме Скопје, под разбирам дека треба да одам јас. Ке стануваме? Иво, дали ти си разбуден? Тука си? Да. Ами треба да одиме, нажалост. Тоа е тоа. Ќе биде малце тешко става. Во возот може има четворица со семене. Порано толку ме имае научено што кога ќе заспиев, сами си ја земаја картата и си ја чукнувае. И плюс ја имам грелката земена со мене. Ова е моторно возило, не смеш на возот да го качваш. 1800 вати. Пристигнавме на војното поле. Возот ќе биде борба во следните 3,5 сата. Ама јас ќе ја поведам со спиење. Стигнав Скопје, скоро сум пред станом, брзав за да го фатам возот, односно не.
Не. Брза за да фадам автобусот, оти беше многу тесна ситуацијата и сега потика да ми е собрза. Ајде, live reaction на новите джамои. Леле, колко е хаос пред се. А второ, после се, да ги знам ключовите. А трето, после. Да, после тоа, да ги видиме джамоите. Леле, колку убаво изгледа, па ова е нешто чудесија. Битно мајсторите се кладаа на зидот една слика. Видете колку добро изгледа ова. Во станот има и мост, ке помириме. Леле. Ајде да одиме на балконот. На балконот е многу ладно. Има тука некоја контрапција, некоја чудесна направа. Да, стану и лифт има, ако сака некој може да се слези со ова. Овде се уште е голем хаос, треба овие работи да се исфрлат. Цак. Абе работат, значи, како нови работат еј. Не ме зафркавај дека столчето ми го имат земено, бе. Господе Боже, причина зошто треба да се изгуби надеж во човештвото. Има останено стол, кога дојсов од Битола за седење да има и некој многу паметен човек си го има земено стол. Ке му бедва тие, најверојатно исфрлен. Немој молим то толку столчиња стари, тие нови го фрли. Леле, колку ваква работа може да ме изнервира, не е можно. Исфрлен е столот. Ами зошто овај стол никој не го исфрле? Оти е многу убав изгледа. Ајде, настрана тоа што испаѓат или испаѓа човекот што седе стола рамија невиден. Сега нема кај да седну. Зато сега ако му студио нема да ме пушта бурелката. Причините зашто сум Скопје е едната е за да оставам капар, тука се крие капарот, а другата причина е да купам плочки. Тоа е звукот што се слуша цело време. Битно се работи, тоа е многу важно во овој момент. А иначе столо се најде. Одрав 4 вида на плочки, 2 за во купатилото, едни за во ходникот и едни за на балкон. Телефонот не знае да престани да звони, си има збунето нешто цел ден звони. Јас си зедов за јадење и ме сгрешија за женско многу интересна приказна. Кажи, спиралата ќе треба да биди одесно. Конечно наред да ви раскажам што ми се случи во ВЦ. Бев во ВЦ што бев, излегвам од ВЦ, се мијам раце. Жената што ја одржува хигиената во вецината ми вели: Машко е ова? Па знам му викам Машко сум. Значи како онака аме видат постари поготово порано, сега не толку ама. Порано аме видеа одма женско ме праја. Сега вајда кој ќе му зборнам има разлика, тоа што имат многу детски глас. Сега немам толку, така да затоа можеш не се мешат. А иначе мајсторите до тука се слушат. Не ви зборам што треба да одиме мачка. Сега ако ме отепа, ќе биде лошо. Маце, леле, ако ме джампскерни, Мацо, немој да ме плашиш, јас и ти сме добри пријатели. Те молам, немој да ме плашиш. Јас ништо лошо не ти правам. Ова печка слевовме со другарите пред некој ден и блуски треба едни тули да ги извадам од визбата што порано седа во печката и тие да се фрлат. Овие тули се премногу тешки, може една тула тежи 3 кила. Буквално тули да ги слевавме од 6 сите и сега лактото ме боли ако помине една недела од тогаш. Ако овие на раквици јас не ги носам, рацете ќе ми бидат како шмиргли. Сега е време за работа. Значи тука ја кладов овој пакетот, слушај ракета да е дупната. Многу е тешка. Не, течи. Emergency, течи враќата, течи. Добро, не течи повеќе, ама течеше. Враќата течи повеќе од мене. Сега проблемот што има уште една таква вреќа, ама скоро дупло поголема од ова. Таа нема шанси да извадам. После сат и пол работа ја извадив и ова вреќа и сега делот таа префрлам тука затоа што не можам да ја кренам, ти е претешка. Тука ми се најдова лопата. Сега Никола да фрли со лопатата малце. Не знам ни сато колку јас ќе треба да си бегам. Целио сум валкан, прашини, лом сум. Тотално лом. 5:20 си мислам до 6 да работам, после да се подспремам малце и треба бегам. Треба да ја кренам она вреќата, што онде и да ја качам на синото. Ако тоа успеам да го направам, секоја чест за мене.
Толку. Уште од се и осеќам дека грбот во наредните месеци не ќе ме боли. Јас го напуштам станот автобусијам за премногу брзо, така да мора да бидам и јас премногу брз, затоа што сакам и да јадам пред да бегам. А треба и ова греалка да ја земам со мене. Греалката седнав малце да одмори. Јас што току стигнав, возот што току замина. Леле и гледам сите на собрани. Иначе немате појма колку страшно имам заспано во возот. Ме разбуде кондуктор, некој надлежен. Здраво. Брат, немате појма колку имам заспано во возот. Аман бе, нарколептик се. Абе, ме разбуде човеко, брат, само јас и тој во возот бевме. Видете, кој чека мене. Кај си бе? Колку елегантно си се качува, бе, кај си бе? Јас за кратко ќе спијам и ние ќе комуницираме утре, затоа што моите артикулирачки вештини ќе почнат да се намалуваат. Ова знаете кај може да си го купите? На ib.mk Instagram профилот. Само што се разбудив, а на телефон ме каже дека надврива нов снег и јас гледам многу бело тук. Време е ние тоа да го видиме со сопствени очи. О мај гад, многу снег има. И ладно. Во планините ништо не се гледа, има многу магла. Сега имаше написано црно и бело е се, ама јас кога што гледам, само бело е тука. Дали дом со точак? Би било многу интересно дом со точак, оти ми е јако да возам до негде на снег. Па на овај снег може би да го завршим ова видео. Купете си не ми соли памет блуза на ib.mk Instagram профилот. Пишете некој коментар долу да собериме 2000 лајкови и се гледаме најверојатно во наредното видео. И следете ме на Instagram ib.production и со и таму може да се видиме. Чао од мене, чао и од мачето.